По 30-часовна битка изгасната пожарот на депонијата во Крива Паланка. Екипите работеа до доцните вечерни часови. Целосното гасење завршило околу 22 часот и 30 минути. Денеска на депонијата се очекува да бидат донесени околу 50 камиони со земја, со кои ќе се покријат и натрупаат критичните делови за дополнително да се обезбеди просторот. Денеска целата држава е со висок метеоролошки индекс на пожар, покажува македонскиот шумски систем. Целата територија земјава со исклучок на повисоките делови на шара е со висок метеоролошки индекс за опасност од пожари. Иако во моментов нема области со многу висок метеоролошки индекс за опасност од пожари, сепак постои ризик од појава на пожари на отворен простор, како и шумски пожари со висок интензитет на целата територија на државата. Според последниот пресек на надлежните, има 7 пожари на отворен простор, активни се 3. Гори ниска вегетација во штипското село Лакавица, во општина Македонски Брод и во Неготино војниот полигон Криволак. 2 пожари се под контрола и 2 се изгаснати. Во државата е прогласена кризна состојба за полесно да се искористат човечките и материјалните капацитети во гасењето на стихиите. Пожари нема само во Македонија. Поради силниот топлотен бран од почетокот на август, цела Европа се бори со стихиите. Особено критично е во Грција. Таму спроведени се низ евакуации, бидејќи гореше на повеќе места. Рано утрово избувна нов пожар во грчкото село Куварас на 60 км југоисточно од Атина. На терен се распоредени 170 пожарникари со 40 возила. На помош се пристигнати екипи од Франција и Романија. Последно 7 региони во јужниот дел на земјата се во состојба на готовност поради високиот ризик од пожари. Ако сте на Халкидики, не се шетајте по шумите, бидејќи ќе останете без 300 евра. Денеска стапи на сила строга забрана за сообраќај и движење на пешаци во шумските подрачја поради високиот ризик од избувнување на пожари. Српските власти ги евакуираа жителите на Шумарак поради голем шумски пожар. Викендов голема опасност имаше и во Албанија, кога жителите се евакуираа од своите домови во Круја, додека пожарникарите се бораа да спречат големиот шумски пожар да стигне до градот. Повеќе од 200 лица и десетици возила беа распоредени за да го стават пожарот под контрола. Пожарникари и припадници на шпанската војна единица за итни случаи се борат со големиот шумски пожар во регионот Кастелон во источна Шпанија. Поради пожарот од градот Кати превентивно се евакуирани околу 700 жители. Сушата го пустоши италијанскиот оризов појас, бидејќи резервите на вода достигнаа рекордно ниско ниво. Според најновата неделна проценка на сателитската служба за мониторинг на ЕУ Коперник, во Европа оваа година досега изгореле над половина милион хектари шума. Топлотниот бран продолжува и оваа недела. Габриела Лескова, Сител телевизија.